Срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин, почитувани гледачи, а во него ви подготвивме интересни содржини кои ќе продефилираат во следните 30 минути со нас. Цената на овие експонати што ќе ги видите го надминува буџетот на Република Македонија. Па на самиот почеток може да обврнеме внимание на најлуксузниот автомобил на светот. Погодувате, неговото име е Rolls-Royce, презиме се уште нема, но ја носи работната ознака Phantom 8. Од јануари следната година Phantom 8 ќе загосподари на друмовите, но и на улиците како уште една генерација на најлуксузните британски автомобили. Сигурни сме дека сите едногласно ќе се сложат дека Rolls-Royce важи за најпознатата луксузна марка автомобили во светот. Градењето на таков имидж е можно само со безпрекорна работа и такви се и нивните возила. Најнов доказ е престолонаследникот на династијата, принцот Phantom 8. Неговиот претходник, кралот Phantom 7, после 13 години на престолот, уште во јануари абдицираше во негова корист. Новиот владетел ќе биде крунисан на почетокот на идната година, кога ќе му започне продажбата, пошто ќе ја презеде власта како најлуксузен автомобил на денешницата. Дизајнот му е модерен, но еволуциски, што и не е некој изненадување. Rolls-Royce на таа тема секогаш играл на сигурно, без радикални зафати на каросеријата. Сепак, на новото лице веќе ги нема својствените и карактеристични правоаголни светла. Тие сега се со ласерска технологија и дополнително ќе помогнат во истакнувањето. Маската е целосно интегрирана во каросеријата, а добро забележливи се и се вкупните за облување на површините. Поелегантниот заден дел минимално има подлегнато на купе трендовите, а задните врати и понатаму се отвораат спротивно од вообичаеното. Она што се наоѓа зад нив не подлежи на дискусија. Прашањето на врвен раскош кај Rolls-Royce одамна е одговорено, а секој Phantom во последните 90 години наново ги ресетира стандардите според кои се оценува луксузот. Доминантен во појавата и сензуален во внатрешноста, Phantom има нова подцврста алуминиумска архитектура. Како еден од најрафинираните агрегати на денешницата, познатиот 6,75 литарски V12 мотор е задржан. Со помош на серија софистицирани унапредувања, тој сега испорачува 571 конска сила. Доволни се за забрзување до 100 км на час за 5,3 секунди, иако се сомневаме дека некој така ќе го вози. Вистинското ќе се доживее со помош на само подесливото воздушно ослонување и тркалата од 22 инчи, кои ќе ја проголтаат секоја нерамнина на патот. Него ќе го следат и серија тивки електронски асистенти, меѓу кои е оној за ноќно гледање со инфрацрвена камера. Системот за управување делува на сите 4 тркала, а менувачот со помош на сателитска врска ќе се грижи секогаш да биде избран вистинскиот степен на пренос. Бучавата во возењето е намалена со специјални пневматици и 130 кг материјал за изолација на кабината. Должината на новиот Phantom е истегната на 5,76 метри, а кај продолжената верзија за 22 см повеќе. Тој сепак е пократок и малку поширок од претходникот, но нема да биде и поскап. Се очекува слична стартна цена од околу 300.000 фунти. Возилата на Ford им се омилени на американските полицајци. Едноставно ги сакаат, а Ford им возвраќа постојано со нови модели прилагодени на нивните барања. Со последното проширување на специјализираната полициска гама е опфатен и пикапот F-150 за прв пат во неговата историја. Возилото веќе ги помина ригорозните тестирања на државната полиција на Мичиген, која му даде доста позитивни оценки. Направена е на основа на FX4 верзијата со Super Crew кабина и има 3,5 литарски EcoBoost V6 мотор. Големата моќност од 375 конски сили во комбинација со 10-степениот автоматски менувач и 4x4 погонот му обезбедуваат значајни патни и теренски способности. За тоа придонесуваат и модификуваното ослонување, засилените сопирачки и специјалните 18-инчни пневматици за сите терени.
Опремен е со дополнителни заштитни елементи на подвозјето, а внатрешноста прилагодена за извршување на полициските задачи. Тоа подразбира и поотпорен материјал на предните седишта, во кои се вградени панели кои спречуваат одзади да се продупчат со нож или друг остар предмет. Ford F-150 Police Responder постигнува максимални 160 км на час, а забрзува до 96 км на час за 6,3 секунди. Плюс на се, може да повлече и приколка тешка до 3200 кг. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Mushkina. Black of bees came to make it hot. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Купувањето на нов автомобил, купувачите доаѓаат и до многу неодговорени прашања. Но од Шведска ни стига еден интересен концепт. Пред се тоа е новата генерација, односно потполно новиот Volvo XC40, кој е најмало спортско корисно возило во гамата на шведската марка. Но она што го носи XC40 како концепт е помагање на неговите купувачи секоја втора година да го обноват своето возило, односно да добијат нов автомобил. Со почетна цена од 30.000 евра XC40 сака да се наметне во премиум сегментот на субкомпактни спортско корисни возила. А дали концептот на секои 2 години купување ново Volvo ќе успее, ќе покаже времето. Volvo го представи својот помал кросовер кој медиумите веднаш нагалено го нарекоа Baby SUV. Тој сепак нема бебешки димензии или бејби лице, туку во целост наликува на своите поголеми браќа. Може би е помалку надмен, но тоа му доаѓа со класната припадност. Посимпатичен во секој случај, тој е дефиниран како свеж, креативен и впечатлив член на понудата на Volvo. Сосема е природно да се доживува како моден, па дури и уметнички додаток на животниот стил на целната група купувачи. Долг е 4,4 метри и е прв модел на Volvo поставен на новата компактна модуларна архитектура развиена во соработка со Geely. Таа ќе биде основа за сите идни модели од серијата 40, но и за електричната програма на кинескиот собственик. Од моторите засега се споменуваат дволитарски бензински и дизел со 247 и 190 конски сили со погон на сите тркала. Гамата ќе биде дополнета со нивни послаби верзии, а подоцна и со нова развиениот трицилиндричен турбоагрегат од 1,5 литар. Тој ќе биде основа за плагин хибридната верзија, а доста веројатно е дека ќе биде понуден и во електрично издание.
Од технологиите пак XC40 доаѓа со системите за безбедност и конективност познати од поголемите браќа. Се среќава и иновативниот Cross Traffic Alert, кој предупредува на возила надвор од видното поле при излегување од паркинг со можност за автоматско запирање. XC40 и нуди револуционерен пристап во организацијата на внатрешноста, во која има голем број функционални простори за сместување на потрепштините. Со доаѓањето на овој модел, Volvo за прв пат има 3 кросовери во гамата, со што се ги осигура понатамашниот раст на продажбата и профитабилноста. Производството на новиот XC40 ќе започне во декември во фабриката на Volvo во Белгија. Се очекува цената на основната верзија да се искачи над 30.000 евра. Заедно со него Volvo лансираше и една интересна идеја која ќе се крие за називот Care by Volvo. Станува збор за еден вид all-inclusive услуга со која со плаќањето на месечната рата, освен одржување и осигурување, се добива и можност за замена на возилото на секои 2 години. Ова решение делува како одлична прилика за оние кои се зависни од најновата техника. Колку ќе биде популарно, допрва ќе видиме. Мекларен подготви нова премиера, но не онаква каква помислувате. За долгата ознака Ultimate Vision Gran Turismo се крие виртуелен автомобил кој дебитираше во истоимената видеоигра. Во согласност со намената, дизајнот му е предизвикувачки до крајни граници. Иако станува збор за автомобил кој не постои и никогаш во физички облик нема да го здогледа светлото на денот, нивото познати детали за него е доста висок. Например, во целост е направено јагленородни влакна што му обезбедува тежина помала од 1000 килограми. За погон е задолжена хибридната комбинација составена од 4-литарскиот Twin Turbo V8 и електромотор за предната оска со вкупно 1150 конски сили. Како ќе бидат искористени, ќе зависи од палците на PlayStation 4 играчи. Сосема непознатата компанија UJet International од Луксембург подготвува нешто неверојатно. Во основа електричен скутер, нивниот производ е повеќе од средство за транспорт. Напредните конективни можности го прават еден вид мобилен телефон на тркала. Инструмент панелот всушност му е голем дисплеј на кој може да се прикажува се што ќе посакате. Навигација, интернет, видеоповици и друго. Стилски дизајниран, скутерот е преполн со најнови технологии. Електромоторот од 4 киловати е сместен на задното тркало, а батеријата под седиштето. Тоа пак е целосно отстранливо и има мали тркалца за полесен транспорт. Кога не се користи, скутерот на многу умен начин може да се преклопи. Тежи само 32 килограми без батерии, а максималната брзина му е лимитирана на 45 км на час. На располагање ќе биде со 2 пакувања батерии, кои обезбедуваат автономија до 70, односно 150 км. Се полнат на обичен штекер, за што ќе требаат помеѓу 3 и 6 часа. Преднарачки за него веќе се примаат по непозната цена, а првите испораки ќе бидат до година. Во пресрет на лансирањето на најмоќниот Леон, Сеат не подсети на неговата еволуција. Сега синоним за жестокост, Леон Купра својот имидж започна да го гради пред 17 години. Беше замислен како серијски автомобил со тркачка душа во која се интегрирани секојдневната практичност и спортските перформанси. Првата генерација стартуваше со 209 конски сили, кои набрку се намножија на 224. Иако купувачите може да бираат само 3 бои на каросеријата, ги имаше во голем број. Дел од нив се испробаа и на тркачките патеки со специјално подготвени верзии. Како се редеа годините и генерациите на Купра, така се билдаше сликата за овој модел кој стана вистински амбасадор на марката. Сеат од него минатата година продаде 9000 примероци кои го сместија меѓу првите 5 во сегментот во Европа. Најсвежото издание на Леон Купра има 310 конски сили и забрзува до 100 км на час за помалку од 5 секунди.
Кија повторно ја проширува својата гама кросовери и овој пат во вистинскиот правец. Сега е тренд на малите возила, па и идниот стоник ќе биде таков. За развој беше задолжено студијето на Кија во Јужна Кореја, која за него ја искористи платформата на Рио. Модерниот изглед и должината од само 4,14 метри го прават стоник посебно интересен за урбана употреба. Во оваа класа царуваат европските конкуренти, но стоник ќе ги расипе плановите. Разиграниот дизајн веќе на прв поглед навестува дека ќе биде звезда во подем. Не личи ни на еден друг модел на Кија и самоуверено ги краде погледите. Во модерно дизајнираната внатрешност владеа чисти геометриски форми. Се истакнува екранот чувствителен на допир, а ги има сите конективни технологии кои денес се бараат. Бројните елементи за персонализација ќе ги задоволат не само младите. Исклучителната просторност за оваа класа и нагласената практичност на интериерот ќе послужат и за семејни потреби. Тоа го потврдува и багажникот од 352 литри, кој е на ниво на компактните кросовери. Опременоста е подобра отколку што се очекува, посебно кога се во прашање технологиите за помош во возењето. Например, системот за автоматско запирање кој ги детектира пешаците, камерата за возење наназад и радарскиот сензор кои помагаат при паркирањето, адаптибилниот темпомат, автоматските долги светла, но и греењето на седиштата и управувачот. За сега се потврдени 4 мотори, но не се знае дали ќе може да се добие и со погон на сите тркала. Основа на бензинската гама се 1,2 и 1,4 литарските агрегати со 84 и 100 коњи. На интересен е малиот еднолитарски турбомотор со 120 коњски сили, додека дизел понудата ја представува 1,6 литарскиот CRDI со 110 коњи. Се очекуваат уште два дизели со 90 и 136 коњи, како и 7-степен менувач со двојна спојка. За добри возни својства ќе придонесе конструкцијата од челик со висока цврстина, со која тежината на основниот модел е задржана на одлични 1070 кг. Кија Стоник во продажба во Европа ќе се најде пред крајот на годинава. Цената кај нас се уште не е позната, но затоа се знае дека ќе има гаранција од 7 години или 150.000 километри. За 2019-та веќе е најавена хибридна варијанта, но без конкретни детали за поконската механика. Најверојатно е дека ќе биде опремена со така наречениот благ хибрид, систем кој би ги напојувал електричните потрошувачи во возилото. Се споменува и можноста за електрична верзија, но засега без официјална потврда. Италијанскиот полуостров секогаш бил интересен од повеќе аспекти. Не се во прашање само извонредната храна, потоа модата и автомобилите. Станува збор и за луксузните пловила. Па сега ќе отидеме на бреговите на Тиренското море, каде Бенети подготвува една хиперлуксузна јахта. Во име на Lamborghini Urus, новото спортско корисно возило од оваа марка, ќе се вратиме 25 години наназад, кога Lamborghini го имаше првиот обид за спортско корисно возило. Па ќе се префрлиме и до погоните на Дукати да видиме што овој реномиран производител ни подготви за престојниот милански мотор шоу. Магичната привлечност на океаните не е зависна од годишните времења. Посебно ако може да се дозволиме нешто како што е Бенети Skyler 125. Незините италијански градители ја опишуваат оваа јахта со зборовите хармонија, елеганција и брзина. Хармонијата што ја создава меѓу човекот и морето може да ја доживеат 11 патници. На нив на располагање им стојат 38 метри луксус распореден на 4 палуби. Елеганцијата е постигната со структура од јагленородни влакна, која возможува модерниот интериер да биде целосно приспособлив. Од Бенети истакнуваат дека со своите 205 тони, Skyler 125 тежи за 40% помалку од слични пловила направени од традиционални материјали. Брзината од 22 јазли, односно 40 км на час, ја гарантира иновативниот пропулзивен систем од Rolls-Royce со 5300 коњски сили.
За потрошувачката нека послужи податокот дека резервоарите со 30.000 литри гориво се празнат после поминати нешто помалку од 3.000 километри. Компанијата Бенети е основана далечната 1873 и е специализирана за луксузни јахти. Фактот што за сите 144 години досега има направено само 350 пловила најдобро кажува за нивната ексклузивност. Користењето врвна технологија гарантира бескомпромисно исполнување на основните постулати на работењето, квалитетот, издржливоста и безбедноста. Производствената програма во моментов се состои од 3 класи со должина од 30 до преку 90 метри. Секоја од јахтите е уникатна, но најновата што ја прават е надвор од било која класа. Должината од 77 метри јасно е истакната со незината ознака Setanta Sete, што на италијански значи токму тоа, 77. Сепак, како што може да видите, должината не е она што најмногу плени. Во голема мерка, далеко од сите традиционални концепти, таа едноставно остава без див. Храброста да се биде различен е по заслуга на наградуваниот дизајнер Фернандо Ромеро, кој верно ги има интерпретирано идеите на нејзиниот собственик. Непознат за јавноста, тој ќе ужива во сите нејзини благодети, меѓу кои и базенот од 40 квадратни метри. Секако не сам, бидејќи оваа јахта од соништата може да угости 12 луѓе, и тоа со боговски третман, затоа што за нив ќе се грижи персонал од 19 лица. Екстремна во секој поглед, 5 дизел генератори ја произведуваат струјата за погон на двојниот пропулзивен систем. Тој ќе ја задвижи до брзина од 16 наутички милји, односно 30 км на час. Со себе носи гориво доволно за 8000 км пат, што е повеќе отколку од Лондон до Мајами. За месец и половина Lamborghini ќе започне да ја менува својата иднина. Ќе го представи спортскиот кросовер Urus. Затоа сега беше време да не потсети на своето минато, поточно на еден слабо познат негов дел. Најупатените веќе погодија. Се работи за полувоениот теренец LM002 од 1986 година. Иако произведувал и трактори, Lamborghini е познат како марка спортски автомобили, така што овој екстремен модел беше необично отстапување. Настанат е како последица на неуспешниот обид на компанијата да и пласира на американската војска високо мобилни теренски возила. Прототипот беше уништен во тестирањата, а искуствата искористени за теренец со V12 мотор од Countach. Неговите 450 конски сили беа повеќе од предизвик за лудо возење по секаков терен и се очекуваше да биде успешен. Затоа требаше да придонесат агресивниот рамбо изглед и цврстата конструкција која трпеше монтирање тешко пешадиско оружје. Цивилниот модел беше опремен со луксузен пакет со кожени седишта, електрични стакла, клима уреди, премиум стерео систем. Pirelli направи посебни run-flat пневматици за него и тоа 2 типа за општа употреба и возење по песок. Тежеше 2,6 тони, а имаше резервоар од 290 литри. Можеше да искачи наги под неверојатни 120 степени и да постигне повеќе од 200 км на час. Каросеријата, главно од алуминиум и фиберглас, се произведуваше во сегашната фабрика за автобуси Иризар во Баскија, а возилата се монтираа во Сант'Агата Болонјезе. До 1993 година се направени 328 примероци. Најголеми купувачи беа владите на Саудиска Арабија и Либија и имаа нарачано 40, односно 100 парчиња. Автомобилската заедница има високо почитување за овој модел. Освен погонот на сите тркала, новиот Urus ке нема ништо заедничко со него. Lamborghini очекува неговиот духовен наследник да стигне продажба од 3000 возила годишно. Главните пазари би биле Соединетите Американски држави, Блискиот Исток и Кина, а ќе се продава и во Велика Британија и избрани европски земји. Со финалната едиција на 1299 Panigale R, Ducati се прости од V2 моторите и ширум ги отвори вратите на V4 R. Овој моторцикл е нешто помеѓу Panigale R и Superleggera 1299, од кој ги има превземено моторот.
Декларираните 209 конски сили се нешто помалку на број, но од Дукати велат дека тие се заради новиот начин на мерење на моќноста. Заеднички име издумниот систем што го носи амблемот на Акраповиќ, доста сличен на оној кај Супербајк моторциклот. Од изданието на Панигале се позајмени алуминиумската рамка и обин со слонувањето. Во изгледот лесно е препознатлив заради тробојната комбинација слично како кај тркачкиот Дукати Супербајк Тим. Не е точно објавено во колку примерот се ќе биде произведен, но со оглед дека секој си има свој реден број, италијанците нема да се претргнат од работа. Ниту цената не оди во прилог на голема серија. Таа изнесува околу 43.000 евра. За ваква машина сепак тоа и не е изгор скапо. Суперлегера чини двојно повеќе. Се очекува на миланскиот салон на моторциклите кој се одржува идниот месец Дукати да представи нова улична верзија со V4 мотор. Американците ја добија новата 10-та генерација на Honda Accord. Првиот впечаток е силното влијание што го остава дизајнот кој на оваа таму популарна лимузина и овозможува нов пазарен пристап. Многу зборови не се потребни да се опише драматичноста на различниот изглед на Honda Accord за 2018 година. Со него можеби се најавува глобализирање на моделот според формулата применета со Civic. Првите реакции на американците не се дефинирани, а од тоа какви ќе бидат нашите зависи успехот на овој модел во Европа. Како и да е, таа ќе се обиде да раскине со досегашното позиционирање на моделот како семејно конзервативен. Во согласност со тоа ќе биде и позабавен за возење, најмногу благодарејќи на тежината која во зависност од верзијата е намалена за 50 до 80 кг. Новата конструкција со поголемо присуство на алуминиум обезбедува и пониско тежиште. Адаптибилното ослонување, освен за возните својства, ќе помогне и ке комфорот. Исто и подолгото меѓуоскино растојание, кое на патниците назад им обезбедува повеќе место за нозет. Во новиот интериер преовладуваат поквалитетните материјали. Се забележуваат нов трикрак управувач, хромирани детали, head-up дисплеј и мноштво трендовска опрема. Седиштата имаат опција за грејење и вентилација, а телефоните се полнат бежично. Што се однесува до погонските компоненти, главниот новитет е 1,5 литарскиот турбомотор. Тој располага со 192 конски сили и може да се спари со 6 степена мануелна или CVT трансмисија. Во понуда ќе биде уште 2-литарски турбобензинец со 252 конски сили, а нов е и 10-степениот автоматски менувач. Најавена е и хибридна верзија, во која овој агрегат ќе биде искомбиниран со 2 електромотора, но спецификациите не се соопштени. За американскиот пазар Accord ќе се произведува во Охајо, од сега само во оваа лимузинска верзија. Љубителите на марката ќе останатускратени за купе изведбата со 2 врати. Во продажба во Соединетите Американски држави ќе се најде веќе есен. Во своите соопштенија за јавноста, Honda засега никаде не ги споменува ниту Европа, ниту Јапонија. Американскиот Accord досега беше сосема различен модел од европскиот, кој таму се продаваше како Acura TSX. Овој сепак треба да го очекуваме и кај нас, но прашање е кога и со какви мотори. Новата генерација на долго очекуваниот Honda Accord верувам дека брзо ќе пристигне на македонскиот пазар и ќе можеме наскоро да се увериме во неговите квалитети. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Јас ви благодарам на вниманието и следната средба ја закажуваме за 7 дена на истото место и на истата фреквенција. Останете во добро расположение и здравје. Пријатно!